Се враќаме во студиото со првиот разговор за денеска. Зборуваме за тоа дека меѓународната соработка во високото образование веќе е практично неопходна и за квалитетното високо образование. Како се градат партнерствата со светските универзитети, посебно кога станува збор, се разбира, за нашава држава како мала, и веројатно не можеме сегаш да се споредиме со поголемите образовни сили, вака генерално да пристапиме. Ама големо познање секогаш велиме така. Па секогаш имаме квалитетни студенти кои ни го обелуваат образот. Се разбира, зборуваме на оваа тема со професор доктор Ана Никодиновска-Крсевска, проректорка за меѓународна соработка, и се разбира, зборуваме, рековме, за визијата за тоа како колку е тешко или лесно практично да се обезбеди оваа меѓународна соработка и колку има импакт, се разбира, и на студентите, меѓутоа и за образованието генерално. Кај нас зборуваме на оваа тема во продолжение. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и ви благодарам на поканата, како и секогаш да присуствувам во вашата емисија. Ете така, како вие дефинирате улогата на меѓународната соработка денес и колку е практично клучна за нашето високо образование? Да. Меѓународната соработка и то како е во смисла клучна и важна нели за еден универзитет, и не само за еден универзитет, општо и за професорскиот кадар, административниот, за студентите, меѓутоа и за целата држава, и начинот на кој што една држава се интегрира и во меѓународните односи, и во сферата нели на меѓународното, меѓутоа и дома. Зошто е значајна? Значајна е пред се затоа што светот денес во кој што живееме е свет на вмрежување, нели? Без вмрежување, без пристапување и учење и прилагодување кон оние кои што се стандарди во високото образование, ние не можеме да го постигнеме нели посакуваното внатре во нашата држава, односно во нашите универзитети. Така што има повеќе степени на интернационализација, како и надвор, така и внатре. Она што се обидуваме и она зошто е важно да речеме меѓународната соработка е да се промовира универзитетот надвор, како во европските простори, така и на меѓународната нели сцена. Од една страна се развиваат соработки, се развиваат мобилности за студенти, се подигаат квалитетите во високото образование, меѓутоа од друга страна важна е интернационализацијата и внатре, затоа што преку остварување на оваа меѓународна соработка ние успеваме практично не само да се вмрежиме во научно-истражувачка дејност, например преку разни проекти од Европската комисија и слично, меѓутоа исто така да донесеме професори капацитетен во смисла кадар, академски кадар или познати истражувачи кај нас кои што ќе одржат предавање, ќе се мрежат, едноставно ќе воспоставиме било какви контакти, а со тоа автоматски ги прифаќаме нели на некој начин и се прилагодуваме кон тие стандарди во високообразовните простори. Универзитетот дел од меѓународната мрежа на универзитети, која се вика Европска универзитетска алијанса, одбележавте една година од своето постоење. Да, токму така. Универзитетот Гоце Делчев влезе во пред една година, меѓутоа идејата за зачнување на оваа алијанса беше отприлика од пред 3 години. Ова Европска универзитетска алијанса се нарекува алијанса на применети, посветени, ангажиран европски универзитет, ACE2EU. Ова Европска универзитетска алијанса е проект кој што моментално е финансиран од Европската комисија, значи тоа се еден вид на проектни активности, односно цели или иницијативи на Европската комисија, се со цел за да се воспостават стандарди и се со цел за да се вмрежат универзитетите претходно во рамките на Европската унија, меѓутоа од скоро од пред 2-3 повици, заедно и со универзитети кои што доаѓаат од земјите во процесот на проширување, како што е Западен Балкан, така што имавме можност да се вмрежиме со 8 други универзитети од Европската унија, од Португалија, Франциско де Виторија, од Шпанија, од Литванија, Летонија, Полска, Романија, Австрија и така натаму, и да ја формираме оваа мрежа. Оваа мрежа, односно ова Европска универзитетска алијанса представува една платформа во која што ние универзитетите внатре креираме заеднички едукативни програми, креираме заеднички научно-истражувачки проекти, поставуваме заеднички стандарди во рамките на високото образование и остваруваме пред се мобилности, односно креираме можности за мобилности за размена на студенти и на професори во рамките на оваа Европска универзитетска мрежа. Така што тоа е еден нов начин на перцепција на високото образование, тоа е нешто што го промовира Европската комисија.
во рамките на овој на европскиот единствен простор и тоа е најголемото досега достигнување во високото образование. Кои се предизвиците на Универзитетот Гоце Делчев? Значи, кои се конкретните бенефиции кои ги добивате во оваа асоциација и професорите, меѓутоа да се осврнеме и на студентите на кои практично треба да биде ставен фокус? Предизвиците и придобивките, пред се придобивките се многу големи. Тргнувајќи од фактот дека преку оваа мрежа ние се договараме, значи остваруваме прво едукативна платформа, односно едукативни активности. Што тоа подразбира? Тоа подразбира креирање или ко-креација заедно со другите европски универзитети на заеднички едукативни програми, образовни можности, летни школи, зимски школи, меѓутоа сега еве креираме и нови заеднички постдипломски студии, докторски студии и слично, кои што од една страна го подигнува, значи кои што заедно работиме, од една страна го подигнуваат квалитетот на едукативните можности, затоа што се влева нови стандарди, новитети, иновации и така натаму, и овие едукативни можности овозможуваат за студентите, и не само студентите, значи да можат да одат на размена, да учествуваат на овие краткотрајни мобилности, меѓутоа и за професорите, значи за академскиот кадар и административниот да се вклучат во ко-креација и тие да учествуваат на некој начин на размена во овие студиски програми. Тоа е една од придобивките. Втора придобивка, например, која што произлегува од оваа алијанса е што идејата за позади сите активности во рамките на алијансата е да се врзе или пак сите оние активности кои што потекнуваат од алијансата треба да произлегуваат од реалните потреби на општеството, например од локалното опкружување. Конкретно ние во нашиот случај, бидејќи се наоѓаме нели во општина Штип, соработуваме со општината, соработуваме со локалните чинители, невладини организации, меѓутоа и регионални и национални агенции, така што сите можности едукативни, научно-истражувачки или се што е поврзано го правиме тргнувајќи од фактот дека постои некој проблем во општеството и се обидуваме преку академијата заедно со студентите и овие чинители да ги надминеме. Значи секоја едукативна можност ни е насочена за решавање на реален проблем, значи адресирање на прашања кои што реално не засега. Тоа значи дека повеќе мобилности се предвидени во рамките на алијансата. Сакаат ли студентите да патуваат и да имаат гости, студенти од Европа, од светот? Тоа е едно убаво искуство, се разбира, кога нели ќе ги размениме искуствата од нашата и од земјите од нашата близина, од светот, од Европа. Така, и се разбира дека сакаат. Се разбира и дека сакаат да патуваат. Една од, можеби, предизвиците претходно со Еразмус, класичната програма на размена на студенти, е бидејќи таму се предвидени долгорочни студиски престои на страна, например во износ од 3, минимум 6 месеци. Не секој пат студентите се чувствуваат комфорни во смисла за да одат, да напуштат и да одат во некоја нова држава и да се справат со целиот тој нов амбиент. Меѓутоа, овие можности што ги нудиме тука се краткотрајни мобилности, значи 5, 7 дена, 8 дена и секако дека постои расположение кај студентите и да одат, затоа што реално е краток престојот, сите трошоци им се покриени, можат да научат нови работи, да стекнат пријателства, да се вмрежат и слично. И од друга страна, еве приметувам по последните активности кои што ги организиравме кај нас, од првата ABC школа до конференции, истражувачки мисии и слично, и тоа како се расположени за да прифатат и за да примат. Било студенти, се дружат во градот Штип, мислам ги изнесуваат, ги прошетуваат на Исарот и така натаму, и се разбира, создаваат пријателства, така што срекни се од една страна, нели и да одат, меѓутоа од друга страна и да го споделат македонското, она што е култура, традиција, начин на размислување, вредност, едноставно да се вмрежат. Така што придобивките нели од овие алијанси се двојни, особено што се однесува до мобилноста, и тоа секако придонесува за потенцирање и поголемо интегрирање. Значи не само на универзитетот во меѓународни рамки, туку се разбира на поединците, затоа што студентите и професорите кога одат на страна се единствените, можеби најголемите амбасадори или на една земја. Професорке, колку е тешко ќе речеме да се воспостави таа рамноправна соработка со светски големи образовни институции?
зависи се разбира од каде тргнувате, меѓутоа во рамките на и од која позиција нормално сте, но кога ќе ви се пружи можност, она што е интересно за нас е ние да стигнеме до можностите. Меѓутоа веќе кога ќе се пружи можност, тогаш апсолутно, барем од тоа што го приметив, немаме никаков проблем да воспоставиме соработка, да креираме атмосфера за работа, да поставиме стандарди и слично. Напротив, универзитетот преку она што го правиме се позиционира многу високо во рамките на оваа Европска универзитетска алијанса, така што ние успеваме и то како да се сносиме со тие предизвици, што и да е, научно-истражувачки предизвици, едукативни можности и така натаму, и да се позиционираме нели во највисоките позиции, така што меѓународната соработка нели не сметаат како еднакви партнери, дури и повеќе. Еве на пример нашиот универзитет е предводник, бидејќи се поделени по работни пакети, се разбира, и работи како функционира како еден проект. Нашиот универзитет е предводник на тој работен пакет 5, а тоа е делот за креирање на единствен е-кампус. Значи, ние што правиме? Ние креираме целата дигитална платформа на овие 9 универзитети. Значи, се што е од размена на мобилности, едукативни програми, научно-истражувачки проекти, се тоа го развиваме ние и се одвива кај нас. И токму сега, во следниот период, нели сме исто во процес на подготовка и на подпишување на серија едни на договори, бидејќи се разбира не сме дел од Европската унија, така што договорите околу заштита за лични податоци, договори за размени на податоци и така натаму, мора однапред да ги подпишеме. И сето тоа го правиме деновиве, и сето тоа во насока на креирање на еден единствен европски универзитет. Практично, нели, целата идеја на алијансата е да се креира еден единствен европски универзитет кој што ќе издава една единствена европска диплома. Додека тече разговорот, гледаме убави инсерти од вашиот факултет. Често знаете да објавувате видеа на социјалните медиуми, тоа значи дека сте задоволни и ви од вашите студенти, меѓутоа и студентите се задоволни од својот избор и од професорите. Да, се разбира. Студентите ни се, ако можам да кажам, најголемиот двигател во смисла на нашиот универзитет, на нас, не само на професорите, меѓутоа генерално на универзитетот во целина. До сега покажа, нели тоа го кажуваме, не го кажуваме дека така е, нели треба, меѓутоа навистина така е. Во серија на наврати, дали преку социјални мрежи, дали преку учества на некој настан или слично, се осеќа, се чувствува дека студентите се навистина посветени и дека навистина нели го сакаат и сакаат да студираат на универзитетот. Едноставно дека имаат воспоставено такви некои и меѓучовечки односи помеѓу нив и помеѓу професорите, и едноставно имаат креирано таква една средина во која што нели го изразуваат и се борат воедно, меѓутоа и го изразуваат нели своето задоволство во однос на и на универзитетот и на обкружувањето. И што им благодариме, се разбира, не само на нив, и на академскиот и на административниот кадар, бидејќи реципрочно е. Без едните не можат ни другите, така што реципрочно ги надградуваме тие односи. Да. Каде е Универзитетот Гоце Делчев во моментов и кои се вашите стремежи, кои се вашите цели за воиднина? Универзитетот Гоце Делчев во државата би рекла дека се наоѓа на висока позиција и во однос на науката, во смисла научно-истражувачката дејност, меѓутоа и во однос на образовната. Преку сите овие активности што ги развиваме во рамките на Европската универзитетска алијанса, ние се обидуваме да внесеме иновативност, да го подобриме квалитетот на програмите, односно да се прилагодиме се повеќе и да се приближиме кон овие европски стандарди, така што ми се чини дека се нели во национални рамки се движиме на многу во многу добра линија, меѓутоа исто така во меѓународни, нели, особено со Европската универзитетска алијанса. И ова дотолку повеќе го потврдува фактот што универзитетот во последно време и откако влезе во алијансата, меѓутоа развива се повеќе научно-истражувачки проекти. Откако влеговме во алијанса, преку тоа вмрежување, ние сигурно имаме развиено повеќе од, зборувам стрикно поврзани со алијансата, повеќе од 10-15 проекти меѓународно истражувачки. Така што тоа укажува нели каде се наоѓа универзитетот и како котира, да речеме, во меѓународните односи.
И фактот, на пример, еве уште една интересен податок, фактот што ние избираме оваа година, избравме почесен професор по меѓународно право, така што тоа е дополнителна додадена вредност нели на универзитетот кој што му дава и го подигнува, нели, реномето и квалитетот. Како професорка секојдневноста со младите генерации, која е вашата порака до сите оние зошто би се одлучиле да се запишат на вашиот универзитет? Пораката моја е пред се младите треба се разбира да го продолжат високото образование, да продолжат да се школуваат, затоа што без образование ми се чини не дека нема да може да се снајдат апсолутно во животот, меѓутоа е дополнителен или дополнителна додадена вредност. Зошто би го одбрали универзитетот Гоце Делчев? Затоа што е според мене, нели се разбира, бидејќи доаѓам од тој амбиент, представува еден отворен универзитет, насочен кон студентите, иновативен универзитет кој што нуди можност за вмрежување, особено сега преку Европската универзитетска алијанса, универзитет кој што е посветен и на индивидуален пристап кон студентите, така што повеќе се нели придобивките од учеството. Помала средина, за разлика од поголемите градови, има повеќе можност за соработка, за дружење и така натаму, така што ете, со само некои нели од оние моментално што ми доаѓаат како придобивки. И се наоѓа еден од најубавите градови во нашата држава. Останува ли универзитетот, еве уште едно прашање вака за крај, повеќе за студентите од источниот дел на Македонија или сепак веќе и од другите региони се вклучуваат во образовниот процес тука? Да, уште од самиот почеток имаше стремеж, бидејќи универзитетот Гоце Делчев е дисперзиран. Нели универзитет, имаме повеќе дисперзирани центри, така што да, претежно доаѓаат од колегите во смисла студенти од Источна Македонија, меѓутоа бележиме нели од другите делови. Има многу на пример што доаѓаат од Скопје, Тетово, Прилеп, Кичево, Битола и слично. Но она што се бележи нели како и придонесува за интернационализација на универзитетот се странските студенти. Имаме странски студиски програми, како на пример на медицинскиот факултет, на факултетот за информатика, економски, правниот факултет и слично, музичката академија да не изоставам, кои што нудат програми било додипломски, било постдипломски и докторски, се разбира на англиски јазик. И тоа е она што ги привлекува странските студенти од регионот да доаѓаат кај нас, така што имаме, со тоа го изучуваат и македонскиот јазик и ете така имаме да речеме и прилив на свежи кадри студенти од надвор кои што така сите заедно едноставно го градат универзитетот. Да, и се наоѓа се разбира многу локација. Ви посакуваме многу среќа и успеси во предстојниот период, што повеќе студенти се разбира, успеси и сврстување на вистинската позиција во меѓународни И веќе чекаме повторно се разбира во нашата студија. Ви благодарам многу уште еднаш за можноста и нели се гледаме во следна прилика и ние се разбира ве чекаме како гости. Ни беше задоволство.